Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Уште една емисија по милоста Божја и по волјата Божја. Се разбира, оваа емисија се емитува еднаш неделно за да може да ни помогне да ги разбереме принципите Божји. Всушност да ни открие која е волјата Божја за нашиот живот. Ја верувам длабоко дека преку емисијата Гласот на вистината ние сме огромно благословени, затоа што преку оваа емисија го слушаме гласот на живиот Бог. Всушност слушаме она што Библијата ни зборува. И токму таа ни е и вечерашната тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Имаме неколку серија предавања по оваа прашање и верувам дека ќе помогнам нормално со сите овие серија предавања кои што ги имаме пред нас. Дали Библијата е се уште актуелна? Едно од поактуелните прашања, едно од многу поважните прашања, дали Библијата е се уште актуелна? Дали зборот Божи е се уште жив? Дали тој делува? И дали има мојк да го промени секој еден човек? Видовме како апостолот Петар, апостолот Павле, па дури и останатите апостоли, па дури Стариот Завет, Библијата едноставно зборува дека тие се од Бога и дека Бог е автор на оваа книга. И затоа таа до денеска е авторитетна, свежа и има мојк и сила да го наново роди човекот. Всушност, човекот да стане нова личност. Во името на Исуса Христа, преку верата во живиот Бог, да се здобие, да биде син Божи, да биде наследник и неговото име се разбира да биде запишено во книгата на животот. Библијата е книга која што ни ги отвора умовите и го отвора, се разбира, нашето срце. Многу битно е ние да читаме Библијата. Не само да слушаме проповеди, не само да слушаме емисијата Гласот на вистината, но многу е важно да ние ја читаме Библијата. Како што ние физички имаме потребно секојдневно да се храниме, така имаме потреба секојдневно да ја читаме Библијата. И преку Библијата Бог ни го открива неговиот совршен план за нас. Не само што Бог се открива себе си и го открива неговиот син Исус Христос кој дојде пред 2000 години, туку го открива планот Божи кој го има, се разбира, за нас сите. Зборуваме, како што реков, дали Библијата е се уште актуелна. Минатата емисија зборувавме за нападите врз Библијата. Денеска голем број луѓе ја напаѓаат Библијата и сметат дека таа не е точна. Не е мојкна, не е ни силна. И затоа зборуваме за Библијата, зборуваме за зборот Божи. Пред се, Библијата е напишана, се разбира, за да ни го покажи патот кон Господа. Ќе повторам уште еднаш, почитувани слушатели, зошто е напишана Библијата. Библијата е напишана со цел да ни го покажи патот кон Господа. Не само Бог да ни ја покажи неговата сувереност и мојност. Не тоа да ни го покажи само неговиот авторитет, туку да ни го покажи патот кон Бога. Исус Христос, Божиот син, кој што произлегува од Бог Таткото, е патот по кој што треба верникот да се движи или да оди. Исус ни остави најдобар пример, затоа што тој е патот по кој што ние треба, се разбира, да се движиме и да ги почитуваме сообраќајните знаци, односно знаците на самото Свето Писмо. Во Евангелието на Јован, 14 глава, 6 стих, таму ни се вели дека Исус вели: "Јас сум патот, вистината и животот.
Никој не доаѓа при таткото, се разбира, освен преку мене. Ќе отвориме во Псалам 32 и се разбира ќе го прочитаме 8 стих. Кога зборувам за псалмите, мислам на Стариот Завет, затоа што псалмите се наоѓаат во Стариот Завет и ги имаме во број 150. Најголем број му се припишани на Давид. Давид има напишано дури 83 псалми. Има повеќе писатели, меѓутоа има 13 содржини. И многу е важно да ги читаме псалмите. Како што кажав, Псалам 32:8. Еве што вели Библијата. Ке те вразумам, вели Бог, ке ти го покажам патот по кој да одиш. Ке бдеат очите мои над тебе. Гледате како Господ му зборува, дека тој ќе го покаже патот. Всушност, Библијата сака да ни каже, самиот Бог сака да ни каже дека тој ќе го покаже или ќе ни го покаже патот кој треба ние да се движиме. Иако реков дека кога зборуваме за псалмите, тие се наоѓаат во Стариот Завет, меѓутоа кога ќе го читаме Новиот Завет, ќе видиме едноставно како Бог ни се открива. Еве ќе отвориме во исто така во Соломонови изреки, или во некој од преводите пишува, се разбира, пословици. Ќе читаме 4 глава. 11 стих вели вака. Јас ти го покажав патот на мудроста. Те поведов по патот на правдата или честноста. Потоа во 19 стих од таа иста глава, всушност од 4 глава, поговорки, исто така е таа старозаветна книга, се разбира, ја пишува царот Соломон. И еве што вели 19 стих. А животниот пат на безбожниците е како најцрна темнина, во која не може да се распознаеш и можеш, се разбира, да се сопнеш. Потоа, кога ќе читаме во 10 глава, значи ќе отвориме во 10 глава од оваа книга и ќе видиме што таму Светото писмо, се разбира, ни зборува. Пословици 10:29. Вели вака. Господовиот пат е тврдина за праведните, а провалија за злобниците или злосторниците. Господовиот пат е тврдина за праведните, а провалија за злосторниците. Потоа, кога ќе читаме и понатаму Библијата, ќе откриеме, се разбира, што таа ни зборува. Ќе отвориме во Псалам 27. Псалам 27. И ќе видиме што, се разбира, Библијата ни зборува. Ќе го прочитаме првиот стих. Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам? Господ е штит на мојот живот. Пред кого да треперам? Прашува псалмистот. Господ е мојата светлина. Всушност, псалмистот Давид вели дека тој го осветлува нашиот пат. Дека тој оди пред нас како светлина. Од кого да се плашам? Тој е штит наш или штит на мојот живот. Од кого, се разбира, да треперам. Потоа, Библијата ни зборува исто така во Стариот Завет. Значи, многу е важно да го читаме Стариот Завет и да видиме што таму, се разбира, Господ ни зборува. Друго, кога ќе го читаме Новиот Завет, исто така е многу важно да го читаме и Новиот Завет. Еве, јас сакам да отвориме заедно во Евангелието на Јован, значи Евангелие на Јован, 8 глава, да го прочитаме 12 стих. Евангелие на Јован, 8 глава, 12 стих и да видиме што таму Библијата не зборува. Всушност, во оваа глава зборува Исус Христос. И тој вели дека тој е светлината на светот. И еве што вели. И пак,
им рече Исус, велејќи, јас сум светлината на светот, кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе има светлина, се разбира, во својот живот. Потоа во 9-та глава од ова исто Евангелие, значи во 9-та глава од ова исто Евангелие, 5-тиот стих, Исус вика, додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Потоа, ќе отвориме, се разбира, во 11-та глава, ќе го прочитаме 10-тиот стих. Зборуваме за Евангелието на Јован, кој се наоѓа во Новиот Завет. Еве што вели Словото Господово. А кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Уште еднаш ќе го прочитам овој стих. Евангелие на Јован, 11-та глава. Вели, а кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во својот живот. Потоа во 12-та глава, 35-тиот стих, еве што ни е запишано. Тогаш ка Исус им рече, уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. А кој оди по темнина, не знае каде оди. Потоа во 46 стих, еве што ни е запишано. Еве што вели Исус. Јас сум светлината. Јас дојдов како светлина на светот. Та, што некој кој верува во мене, да не остани, се разбира, во темнина. Самиот Исус вели дека тој е светлината на светот. Многу е важно тоа, се разбира, да го знаеме едни со други. Потоа, тоа е патот на правдата. Кога ќе читаме во книгата на Изреки, ќе видиме што таму Библијата, се разбира, не зборува, дека тој е патот на правдата. Кога ќе го читаме Словото Господово, се разбира дека Библијата ќе ни ги открие сите овие нешта, дека тој едноставно е пат. Пат на светлината, меѓутоа и пат на правдата. Ќе отвориме Изреки 12 и ќе го прочитаме 28 стих. Животот се наоѓа на пат на праведноста, а незиниот пат е бесмртност. Животот се наоѓа на патот на праведноста, на незиниот пат е бесмртност. Гледате, дека Бог е правда. Библијата многу јасно, гласно, се разбира, не зборува по оваа прашање. Ќе отвориме исто така во книгата на пророкот Еремија, значи ќе отвориме во книгата на пророкот Еремија, 33 глава. Ќе го прочитаме 16 стих. Еремија, 33 глава, 16 стих. И еве што ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. Во тие дни Јуда ќе биде спасен и Јерусалим ќе живее безопасно и ќе му стави име Господ е наша правда. Значи, каков е патот Божи? Затоа што видовме дека Исус Христос, Синот Божи, кој произлегува од самиот Бог Таткото, дека тој е патот. Патот по кој што треба верникот, се разбира, да се движи и да ќе почитува Божите собрајќани знаци кои се запишани, се разбира, во Светото Писмо. Ако не се поклонуваат или не се поклопуваат со денешните науки, тоа не пречи, бидејќи кој знае уште колку науки и учења ќе се сменаат додека не дојде крајот. Не се утврди дека Библијата и науката, која од Бога е одобрена, потполно се сложува. Во науката една теорија заменува друга, па така, онаа наука која до вечер важела како вистина, денес се прогласува за лага, бидејќи и помеѓу самите научници, се разбира, постои и конкуренција. Понатаму, еве што вели Словото Господово по прашање на веродостојноста.
Ќе земеме еден класичен пример и ќе видиме што денеска луѓето всушност размислуваат за една старозаветна книга од книгата Данило. Веродостојноста на книгата на пророкот Данило често пати е сметана за дискутабилна и се тврди дека Даниел не е автор на оваа книга, туку дека е напишана многу подоцна, а само е наречена според него. Намената не била да служи како охрабрување на израелскиот народ. Всушност, намената била да служи како охрабрување на израелскиот народ. Во 4 глава од оваа книга има запис за царот Навуходонозор, како привремено го загубил разумот. Многу мина. Оваа книга ја сметат, или овој настан го сметат како бајка. Но што се случило? Пред известно време пронајдени се 2 докази кои потврдуваат или го потврдуваат записот на книгата Данило. Тие се напишани, се разбира, на вавилонски јазик. А за тоа пишува најпознатиот историчар Маркус. И тој вели: овие како и другите докази не се заменливи, како и Библијата е вистински, се разбира, доказ. Значи, видовме дека Библијата е на вистина вистински, се разбира, доказ. Можеме да видиме исто така дека дури денеска луѓето, една од најпроблематичните книги во Библијата се точно 5 книги на Мојсе. Тората, кој се очинува 5 книги на Мојсе. Но кога ќе видиме во Новиот Завет, по прашање на веродостојноста на овие 5 книги, ќе видиме дека самиот Господ Исус Христос ги потврдува, всушност ја потврдува нивната веродостојност. И тука немаме никакви, буквално никакви дилеми. Па дури ако зборуваме за псалмите и некои други книги, ќе видиме дека всушност една од најцитираните книги во Новиот Завет, токму ги цитирал Господ Исус Христос, тоа се псалмите, се разбира, и книгата на пророкот Исаија. Ако даде Господ, наредната емисија всушност ќе зборуваме за Евангелието. Евангелието се разбира кое е Божјо дело. Значи, ако даде Господ, наредната емисија ќе зборуваме за Евангелието, кое е Божјо дело. И тој ја би кажал ремек Божјо дело. Затоа дотогаш имајте убава благословена ноќ, убава благословена седмица. Господ нека биде со вас. Така да се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.